Сите медицински кадри без разлика на партиската припадност на ВМРО ДПМН, а кои досега се игнорирани од менеджментот на клиниките, заради тоа што се членови на партијата, во оваа ситуација безусловно се на располагање и треба да бидат максимално искористени, вели лидерот на ВМРО ДПМН во интервју за Дојче Веле. Мицковски вели дека се прават малку тестови за корона, оти во министерството се соочуваат со недостиг на истите. 7 дена траеше медениот месец на Филипчи и останатите од власта. Тој меден месец заврши. Не можеме да аплаудираме. Јавно ќе поставам прашање со колку здравствен персонал, лекари и средно медицински кадар располага здравството. Колку епидемиолози има, каде се ангажирани тие, се тестираат само најакутните случаи и оние кои имале контакт со заразен, а стотици луѓе се врати од ниско и високоризичните држави. Уште еднаш нагласи дека ВМРО ДПМН како партија стои на располагање, но се игнорирани, а состојбата со вирусот е загрижувачка. Од партијата вела дека треба да се инјектираат парични средства во стопанството. Битката треба да се води брзо на два фронта. Првиот е како да ги одржиме бизнисите, а вториот како да се обезбеди ликвидноста на буџетот. Во однос на првиот, владата мора да покаже емпатија и да покрие 50% од трошоците на бизнисите. Мора да им покаже на собствениците на бизнисот дека стои зад нив и дека е подготвена да сноси половина од бруто трошоците за вработените. Второ, Народната банка треба да ги замрзне од платите кон банките и заемодавателите. Мицковски тврди дека пари за ова има, а во меѓувреме чекаат одговор за нивниот предлог, посебно тело да помогне во соодветното обезбедување на пари за оваа криза, но и кое ќе мониторира каде истите се трошат. Во тоа тело би ги номинирале дополнителната министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и поранешниот министер Трајко Славевски. Мицковски порачува да се купуваат македонски производи за поддршка на македонскиот бизнис.